Врската во која што влегуваат компаниите и еден вработен е како брак. Кога една компанија подобро го цени вработениот? Лојалност, посветеност, ангажираност. Стоматолог. Човек со вештачка интелигенција. Сметководител. Вештачка интелигенција. Цирке. Здраво, Ивана, што го врти светот? Добрите намери. Добра. Јас длабоко верувам дека секој човек во се што прави тргнува со добра намера. Сега кога тоа што го наумил е добро и за другите, тогаш го вртиме светот. Супер одговор, не сме го имале до сега, ама ми се допаѓа. Кажи ми, работа во компанија, во корпорација или фриленс? Двете паралелно, зашто да не? Добро. На факултет или курс како предност при вработување? Зависи за која работа. Во порана кариера факултет и курс и повторно ќе речам двете заедно. Едното без другото би направило не толку добар кандидат. Која е според тебе совршена возраст за конечно целосно пензионирање? За формално пензионирање веројатно е добра оваа што сега ни е поставена на 62-64 за некои работни места. За некои работни места можеби може да се продолжи, но за престанок со работа последниот ден од животот. Интересно, цел живот нешто треба да се прави. Јас тука се сложувам, а после ќе го издискутираме малку. Кажи ми, ти си на вистина долгогодишен HR експерт, си работела и од страната на компаниите, сега некако и советуваш и работници, и луѓе кои што сакаат да се развијат, и компании. Моето прашање е што е она што го бараат работниците, а што е она што го бараат компаниите, кај да кажеме некоја совршена врска компанија, работник? Врската во која што влегуваат компаниите и еден вработен е многу комплексна и таа најблиску можеме да ја опишеме како брак. Да, апсолутно. Така што нели се што знаеме за овие интимните врски помеѓу луѓето важи и во ова многу комплексен некоја интерсекција во која што влегуваат и многу параметри тука влегуваат во игра. Но ако треба да обобштиме сега вака што е тоа што претежно го бараат компаниите од луѓето, многу често во нашиот контекст компаниите бараат лојалност, посветеност, ангажираност, која ќе направи вредност за компанијата. Воедно компаниите исто очекуваат луѓето кои ќе ги вработат покрај тоа што ќе бидат продуктивни и вредни за компанијата, и да се сложуваат со системите, културата, луѓето околу нив. Односно да прават позитивна атмосфера околу себе. Значи треба и да си среќен. Обично тие се две главни компоненти регрутерите што ги гледаат кај кандидатите. Дали ќе биде доволно добар во тоа што го прави и дали добро ќе се сложи со околината. Исто и индивидуите бараат работни позиции на кои што ќе можат да го дадат најдоброто од себе, да бидат корисни, бидејќи тоа е основна мотивација на човекот за работа, и работна средина која ќе ги прифати и ќе им направи ним да се чувствуваат добро, односно да имаат добра состојба, секој ден да си одат задоволни од работа. Сега, ова вака теоретски звучи супер, Во пракса еве плата, например, кога треба да се договори. Ти сигурно си била дел од тие преговори. Да. Како изгледа ова? Значи, кога еден човек добива подобра плата или кога една компанија подобро го цени вработениот? Платата обично, нормално дека таа е еден од основните параметри кои ги договараме. Парите, финансискиот надомест и другите бенефити и награди за вработениот се основното мерило за тоа колку вредност има одредено работно место, но платата во преговорите за работа, ако ги поврземе со претходните критериуми што бараат компаниите, а што вработениот, најчесто на крај во финеси се преговара како компензација за некои од другиве критериуми ако недостасуваат. Па така, ако средината и не е баш толку, за подобра плата ќе може да истолерира кандидатот. Да. И обратно. Скоро се сложувам за ова. Сега, затоа што минатата година, кога ја завршивме 2024-та и влеговме во 2025-та, имаше многу предвидување дека Роби ќе не замени, па дури го седнавме и на моето место дека ќе ме замени и мене дури следната година. Имаше
многу предвидување од типот на колку работни места ќе бидат заменети и колку нови работни места ќе бидат создадени. Меѓутоа, ајде да збориме за ова, да зборуваме прво за ова што е пострашното. Годинава. Како цениш колку работни позиции ќе бидат заменети или сменети заради и кои се тие работни позиции заради вештачката интелигенција? Од она што работиш веќе со компаниите, што гледаш како резултат? Кај нас малку би било тесногледо ако јас сега тргнам само од ова што го гледаме ние во македонската економија. Да, секако прочитав пред некој ден некој податок и истражување дека во 25-та година користењето на вештачка интелигенција во македонските компании на 22% се проценува, што е многу пониско од европскиот просек, ама повисоко од некои земји во регионот. Да. Повисоко од Бугарија, од Србија и така натаму, така што веројатно и не сме баш репрезентативен примерок, ама од светскиве истражувања она што го слушаме, само се зголемува тој број на работни места во милиони, кои што се предвидува дека во сега над 100 милиони веќе стигнува бројката работни места. Но она што е понекогаш многу едноставно го разбираме тоа. Луѓето мислат дека баш сега 150 милиони луѓе ќе изгубат, ќе ги отпуштиме и нови 200 милиони ќе вработиме на други работни места. Не е тоа баш така. Туку наместо како цели позиции, цели луѓе или цели работни места, влијание во вештачка интелигенција и на сите други технолошки алатки кои се во подем, треба да го гледаме на одредени операции, активности, одредени компетенции застаруваат, не требаат веќе. Сега нештата ќе бидат автоматизирани, не требаат нови компетенции, најчесто за да ја управуваме машината, нели? Така што нема цел во голем дел од овие работни места, условно нема сосем да се замени човекот како човек, туку ќе се одстранат некои активности, операции. Например, ќе ни треба веројатно HR експерт, ама нема да треба да ги спрема договорите за вработување, тие ќе си бидат те молам, направи ми ова, платата ова, и ќе ти вади готов договор. Тоа е нешто што веќе го прави машина. А често кај нас се перцепира дека работата на HR експертот во една компанија е тесно врзана со подготвување на овие договори. Меѓутоа тоа комплетно не е точно, да, за да те молам објасни ми што, ама кратко, што точно работи еден HR експерт. Ти сега работиш како консултант за компании, за луѓе, ама што точно работи еве и во компании, во корпорации, оној кој што се занимава со HR, што му е основната работа? Преку 80 процеси има во HR. Добро, не сите, да, не, секако нема, но постои голема недоразбирање, се уште за жал мора да дискутираме за вакви работи во општеството. Ова договори, пријави, одјави, тоа беше некаде од прилика заврши таа ера на HR-от 80-90 години. Еме да речеме со 20-тиот век дека таа главна компонента на HR-от замина. Сега HR-от е стратегиски партнер, под еднаква важна бизнис функција како сите бизнис функции и негова главна поента е да ја помогне на компанијата да направи профит, што значи дека седи на менаџерска маса барабар со другите функции, да. Прави операции и не е ни вработување само. Исто така сега пак во понова време регрутација и селекција се смета за некоја. Тоа ни оддалеку не е најбитната HR функција, ниту пак најтешката. Ние правиме организацијски дизајн, ги дизајнираме организациите, дизајнираме работни места, се грижиме за квалитетот на работните места, се грижиме за задоволството, за кариерниот развој на вработените, се грижиме за резултатите, продуктивноста, ефикасноста, ефективноста од процесите. Сме помеѓу чеканото и наковалната, помеѓу потребите на компанијата и потребите на луѓето што работат во компанијата. Добро, среќно. Ама сега ќе дојде период кога ќе бидат уште попотребни затоа што ќе се спојуваат дел од работните места, ќе се заменуваат и слично. Кои од работните места што сега ќе ти ги прочитам, дали може да ни кажеш, ќе бидат целосно заменати од вештачка интелигенција, ќе ги работи човек во соработка со некаков формат на апликација или што и да е на вештачка интелигенција, или пак сепак ќе останат комплетно човечки. Стоматолог. Човек со вештачка интелигенција. Сметководител. Вештачка интелигенција. Аптекар или фармацевт. Човек со вештачка интелигенција. Добре. Филмски актери.
Кај уметноста најголемата булка за сите нас со вештачката интелигенција. Би сакала да можам да кажам само човек, но веројатно реалноста ќе покаже дека и едно и друго. За жал. Писател. Создавач на текстови, вештачка интелигенција, писател како уметник, човек. Интересно. Работник на лента. Претежно вештачка интелигенција, мислам дека ќе може робот, ќе може да се автоматизира многу работни места, но не сите. Паметен робот. Енолог, тоа се оние кои што ги човек препорачуваат вината со јадењето, и преведувачи. Ме погоди, јас сум по иницијално образование преведувач. Во 90-тите додека студирав, бевме сува злато, беше најбарана компетенција на пазарот на трудот. Јас кога се занимавав со преводи, германист сум по професија, кога се занимавав како преведувач, имаше први обиди за машинско преведување во 90-тите. Google Translate. Тогаш ние меѓу нас, лингвистите, се шегувавме и се подсмевавме на обидите да се за машинско преведување. Кој се смее сега? Нема шанси ова некогаш, ова комплексно во ние што го правиме, што навлегуваме длабоко, мултидимензионално, гледам литературни преводи и така натаму, да го прави машина. Fast forward 30 години. Јас да останев сега само со моите компетенции за германски, што ми беа суво злато на пазарот на труд во 90-тите, сега веројатно ќе бев невработена. Вредноста на моето познавање јазик во споредба со машина во моментов е под 10% од она што било тогаш. Така што машина со човечки допир, бидејќи сепак постојат текстови и јазички концепти, стилистика, која има еден хумана димензија јазикот која ќе мора и човек некаде да ја погледне. Ајде да зборуваме за грижа за корисници, затоа што во кол центри и грижата за корисници работат голем дел на вработени, налик на фабриките, тоа се големи тимови. Кој ќе го работи тоа во блиска иднина, значи зборуваме следните 3-4 години? Јас се уште мислам дека човек плюс вештачка интелигенција, зошто? Статистички доказ има. Концептуално би рекла машина, четбот што и да е, но еве гледаме веќе има ботови за customer service што и да е, а се уште многу луѓе се вработуваат во кол центри, така што веројатно овој потребата од човек со човек комуникација се уште е тука. Да. Веројатно за 10 години ќе биде смешно ова што го кажав сега, ама за сега така е. Изгледа дека е комбинација од двете. Водител и уредник на што го врти светот? Еве, јас сега ако замислам дека би зборувала со Роби, веројатно воопшто не би се чувствувала толку убаво како кога зборувам со тебе, ама кој ме прашува мене, веројатно комбинација од двете, но јас се уште длабоко верувам во човечката комуникација, оваа која што имаме ние со сите нејзини димензии, дека нема да може комплетно да ја замени. И грешки, и мани. Да. Ајде сега за човечкиот дел. Кога доаѓа еден човек на интервју, што е првото што ти си го гледала кога си работела баш на класично регрутирање? Не знам дали уште ти е тоа, меѓутоа доаѓа некој на интервју, што е првото што го гледаш или слушаш? Многу интересно прашање. Во првите 3 секунди гледаме и пресметуваме еден куп на основа на нашите филтри и предрасуди, на нашите искуства, си извлекуваме заклучок само од тоа што ќе го видиме човекот, од начинот на кој стои, парфемот што го носи и така натаму, начинот на кој се поздравува. Јас престанав да учествувам во регрутации, да бирам луѓе. Зошто? Пред 10 на 12 години, во еден момент кога сватив дека моето мајсторство во не знам колку илјади интервју имам направено во животот, мислам многу. И тоа биле многу интензивни маратонски процеси на регрутирање, кога еден момент работев во голема корпорација, јас бев HR менеджер и требаше да вработиме повеќе луѓе за една работна позиција. И тоа беше спид дейтинг, некој интервју маратонски со сати се права. Што прашуваш вака на спид дейтинг? 100 луѓе.
Па нормално, најпрвен прашуваш дали е човекот на правото место. Што знае, што сака да работи, какви потреби има од работното место и така натаму. Стандардни некои прашања и често многу нестандардни, бидејќи јас никогаш не сум правела структурирани интервјуа, но муабетот ми беше во еден момент после 10-тото интервју, можеби во низа, влегува едно момче, кандидат за позицијата, и јас од врата се фатив себе си дека донесов одлука. Дека Само ќе што се го ангажира? видов, дали ќе биде ангажиран или не. И тогаш сватив дека мојата вештина која преминала во мајсторство, во рутина, преку рутината ми стана отров за мене, и тогаш речев и од тогаш никогаш повеќе јас не се вклучувам во директни регрутации, сум управувала со системи, со тимови на регрутери, со стратегија за пристап на пазар, предавам регрутација. Но не ја правиш директно. Не ја правам затоа што сум бајаст. Многу сениор Тоа сакам професионалци треба да го знаат ова за себе. Тоа сакав да го прашам. Сите имаме предрасуди, тоа може да се лажеме себе си дека немаме, и тоа ни прави да одлучиме вака или така некогаш. Си ги препознала ли некој од предрасудите кај тебе се случило ли нешто да те натера да одбиеш добар кандидат или да прифатиш кандидат кој не бил добар затоа што се вклопува во ова твое некоја твоја предрасуда? Да, ја би било Дај ми пример баш онака. Би било многу лошо HR кога би ти рекла дека сме објективни. Тоа мислам смешно е да се тврди тоа. Не може човек со човек кога влегува во интеракција преку филтри влегуваме. Преку добрите намери што ги споменавме, нели? Сите имаме некој филтер за одредена работа. Има најмалку 14 познати предрасуди кои се Кажи ми неколку. Познати, например, сличност со себе. Кога се препознаваш себе си, се транспонираш. Има некој кандидат, толку многу те потсетува на тебе кога си бил млад. Те влече, просто емоционално реагираш на него. И ова, кој нема да го признае, ова лаже. Да, апсолутно, за било што е така. Емоционално реагираш на него. Толку многу те потсетува, имаш потреба преку тоа што ќе го поддржиш, најверојатно ќе му ја дадеш работата или ќе го поттикнеш, ќе му го помогнеш во интервјуто да се покаже подобро. Подсвесно. Со тоа си помагаш себе си всушност, сакаш се враќаш себе си во некоја претходна позиција. Таа предрасуда, например, многу често влијае на избор. Други примери, дали мислиш дека некогаш, да кажеме, може регрутирот да предпоставува дека за таа позиција е подобра маж отколку жена или жена отколку маж, дека е подобра плата или полоша ќе побара заради тоа, дека не знам, таков тип на оние класични предрасуди колку влијаат, од кој етникум е и така натаму. Да, сите тие, иако ова со да речам со еднаквоста. Различност и еднаквоста околу... Зборуваме за позиции кои што нели еднакво добро би можеле да ги завршат професионалци без разлика дали се мажи, жени или како и да. Да, ако се уште во процес, веќе во голема мера ги чистивме процесите на регрутација од такви, овие obvious biases што се, но многу често гледам кај нас една предрасуда, кај ти сега многу бистро ја спомнам, многу малку луѓе ја гледаат. Често гледаме компании, работам, менторирам многу HR тимови по компании и кога регрутираат, дека и тие и овие hiring менеджерите што ќе бидат надредени над позицијата, имаат една предрасуда, овој сигурно ќе биде скап. Најголемата грешка во регрутација. Се гледа ли тоа кај нас или не се гледа? Зборувам ако професионалец на исто ниво, со исто искуство и така натаму е од различен пол, дали мажите подобро се ценат? Тука имавме едни гости кои што во првата сезона уште, кои што ни кажаа дека кога бараат работа преку нивниот софтвер мажите и жените, дека има разлика во плати. Во процесот на вработување драстично намалено, сега веќе научивме, прво многу повеќе вработени жени, нагло расте тој број, и мажите научија дека жени некојаш се подобри за некои работни позиции, но за кај платите, за жал, статистиката ни покажува. И две се критични категории: платите и високите менеджерски позиции, високите места.
Ајде уште една предрасуда која што зависи од возраста, а тоа е како различните возрасти се покажуваат на работа. Нели уште кога влеговме тука тоа го дискутиравме. Какви се младите сега што влегуваат на работните позиции на генерација Z во однос на нашата генерација што е постара од нив и тие пред нас. Каква е разликата меѓу нив како вработени, дали таа постои или пак ние на нас некоја предрасуда дека постои? Постојат некои воопштени карактеристики генерацијски и сега нели како што имаме baby boomers, генерација X, генерација Y, Што ги миленијалци. Што како работници ги издвојува пример baby boomers од millennials? Неколку типични карактеристики, пак многу е опасно за нас да зборуваме воопштено, но ова се предрасуди, значи генерализирани ставови. Со дисклеймер. Со дисклеймер, ќе кажам, baby boomers се тоа се луѓето родени после Втора светска војна, нели? Нашите родители. Колку години? Моите родители. Тие заминуваат во пензија сега масовно. Масовно го напуштаат пазарот на труд, веќе голем дел од нив ги. Тие се родени до 64-та отприлика. Има различни методологии, ама отприлика до тогаш. Конзистентноста, ставот кон квалитет, лојалност и поврзаност, тоа се типични карактеристики за бумерите. И да не заборавиме, таа генерација е неверојатно интересна од денешна перспектива гледано, затоа што тоа се припаѓаат на овие луѓе, нашите родители, јас сум од X генерација, па моите родители се бумери, припаѓаат на генерација луѓе кои не се плашеле да направат да влезат во големи проекти. Правеле патишта. Живееле во ситуација кога нешто многу се градело, се менувало, било ентузијастично многу, имало светло на крајот од тунелот. Коли одеднаш, автомобили, мислам, телевизори и така натаму. И да работат во големи тимови. Значи, нашите родители работеле во Македонија во компании кои имале до 14-15 илјади вработени. Фантастични системи, одлично организирани. Јас, by the way, јас HR не научив од Симон Синек и Меркурио, како што сега некој јас HR научив од тимот луѓе што пред пензија беа, тимот луѓе во Металски завод Тито што работеле кога да. Се разликуваат праксите тога што си ги учела од овие сега? Неверојатно е колку многу практики кои тогаш се применувале во тие огромни колективи кои биле патеми многу успешно и продуктивно работеле. Колку се вградени во се што знаеме денес за работа со луѓе. Пример? Например, развој на вработени да го земеме, например. Да, тогаш имало, нели, бидејќи се големи системи, можело да се напредува низ нив. Во Металски завод Тито имало вработено 30 психолози. Тоа е се што треба да знаеме за HR-от. За HR-от, да. Добро, многу ми е интересно кога зборуваме за некое време што мене никако не ми е познато, а имало моменти што можеби сме можеле да ги унапредиме, наместо комплетно да ги напуштиме па повторно да учиме одредени работи. Сега затоа што викаме дека оваа генерација бумерската или генерацијата X што доаѓа после тоа се обично генерации кои што се доста одговорни кон работата и се посветувале на работата нормално и на домашните обврски, меѓутоа има ли логика целосно да ги пензионираме? Ти кажа дека сметаш никогаш не треба класично целосно пензионирање. Дај ме малку околу тоа како можеме подобро да ги искористиме како компании, како општество луѓето кои што се пред пензија или веќе во пензија, затоа што од 2026 година луѓето што се над 60 години па не се ни класично стари, не можеме така да ги наречеме и да едноставно се откажеме како општество од нив. Не се, мене ме плаши и фактот дека некој третира луѓе над 60 години како толку стари да не можат да работат, како за пак ќе речам како за формално пензионирање, формално за некои работни позиции е добро да се направи некој брейк. Но неискористувањето на сениорите, на луѓето кои се веќе условно земено формално заминати во пензија во работните процеси, според мене е неверојатно голем неискористен потенцијал за нашата економија. Зошто? Постојат многу начини едноставни како можат тие да се вклучат во работните процеси и тоа да се вклучат на позиции во кои ќе бидат најкорисни. Например,
а во процесите на онбординг, обука на ново вработени. И однака онбордингот нам ни одзема време на корисните работни места. Ние во голем дел од работното воведување, онбординг има повеќе процеси, интеграција, ориентација, работно воведување и така натаму, во работното воведување за некои операции како се прават, така натаму, апсолутно може да се вклучи некој што до вчера ја работел таа работа. Сега ќе речев, каде се младите, ама ти ми ги спои двете и некако ми го даде одговорот, добро? И потоа контрола на квалитет, например. Беби бумерите се неверојатно добри контролори на квалитет, имат добар став кон квалитетот. И во било која операција, без разлика дали е производство или услуги, контрола на квалитет фантастично. И потоа уште еден куп други работни, особено трета категорија за мене интересна, се работни операции. Не велам работни места, бидејќи може да и дел од работно место, од некоја работна операција. Во принцип би биле некакво вклучување хонорарно, никакво ангажирање нивно во тој. Сега ќе има, со нови закони можности да се поинаку да се ангажираат, но на пример на работни места каде што е неопходна човечко внимание. Да. На пример во супермаркети или во некои продавници каде што хостеси веќе нема. Веќе кога ќе влезете во продавница нема кој да ве пречека да ви каже топол добар ден и така натаму. Зошто да не? За некое корисничко искуство, за некоја и во една цела низа други работни операции, скоро во сите индустрии може да се. Може би разговори, психолошка поддршка за млади, за луѓе кои што се борат со нешто во животот, значи тие имаат време да изслушаат некого и може би имаат и желба дури да го направат тоа, така што некако тоа ќе биде плюс за двете страни. И јас се чудам зашто комплетно ние се откажуваме од цела една група, а дополнително има па професионалци, например, мојата мајка од која ќе се пензионира или мојот татко или било кој на таа возраст, тие ќе бидат експерти во својата област. Значи, може апсолутно да се искористи нивното знаење и искуство, што е комплетно различно од тоа да учите од книга нешто. И зашто да не се ангажираат и така, хонорарно или на било кој друг начин. Јас искрено мислам и се надевам дека со муабетов малце ќе отвориме една друга тема, постпразнично, малку да дадеме надеж за сите генерации. Сега малку ќе те предизвикаме со неколку сцени од некои од најпопуларните божикни филмови што се направени комплетно без вештачка интелигенција за тоа што се од наше време. Ајде да видиме колку ќе погодиш. Прво мораме да дадеме проценка. Ти колку мислиш дека би погодила? Па, веројатно половина. Добро. Не сум сигурна дека ги знам сите. Има многу нови, тоа ме плаши. Да. Јас мислам 4 од 4 ќе ги погодиш. Ти викаш 2 од 4. Ајде да се пробам. Ајде. Овој лик го препозна. Сам дома. Сам не знам кој сиквел, ама е Сам дома. Нема утка со Сам дома. Што малце? Не? Нема да ми текне. Не. Сакам да кажам Love Actually. Точно. Супер. Не е конечен, одговорам ќе биде конечен за потребите на оваа емисија. Тешка сцена избрав. Нели? Одиме со тројката. Господари на прстените. Ајде уште една шанса. Избрзав. Ивана. Циркај. Левиот ќош. Ова е Гринч. Ова се најтешките прашања што ми ги постави денес. Неколку наслови ми се вртат во глава, дали е кога Харија сретна Сали? Браво за мене. Кога Харија сретна Сали. Добро, пробавме да те предизвикаме, ама можам да кажам дека не те предизвикавме премногу. 13-1, не знам кој победува, ама како и да е, после ќе ги изгледаме сите филмови повторно. Да, и јас сум многу задоволна.
Кажи ми, ако ти денеска беше млада, нели зборувам млада студентка. Млада си, само не си студентка. Што би одбрала да студираш, знаејќи го сето тоа што го знаеш во однос на работните позиции, како тие ќе се менуваат и слично? Кој факултет би го одбрала? Кој курс би го одбрала? Дефинитивно би направила комбинација од двете. Факултет и курс. Да. Еве, ако ми дозволиш да објаснам како јас сега со ова знаење, да бев ама да бев, беше супер. Да ти ги имам годините, да ти го немам паметот. Да, баш така. Ама сега со ова знаење, кога би имала можност да бирам или да советувам некого да бира, многу ми помага T-shaped professional. Ние како професионалци, како буквата Т можеме да се посматраме себе си, при што на оваа горенава линија на Т-то имаме една цела низа, широка палета на компетенции, кои ги знаеме на некое, да речеме, ниво колку за да ги искористиме. Но за најмалку една, ако не и 2, 3, 5 повеќе компетенции, мораме да имаме длабинско структурирано знаење. И тоа ова е идеална некоја формација, кога се гледате себе си, можете за ова можеш да видиш која е твојата најдлабока експертиза, какво структурно знаење во кој област имаш и тие ќе бидат оваа столбот што те држи исправен како професионалец, но само на него нема да можеш да бидеш комплетен, можеш да имаш еден куп други компетенции, комуникацијски вештини, тимска работа, донесување одлуки, решавање проблеми, дигитални вештини, цела низа кои јас сум HR, например, мојата експертиза длабока е во HR, ама јас дигитални вештини постојано морам да надополнувам на горнава линија. Гледајќи ја така, знаејќи го ова, дефинитивно комбинација од двете. Структурно знаење преку најчесто формално образование, иако има и неформални начини, но формално, да речеме факултет некој, за она што најмногу ме интересира и ми лежи, добро би се преиспитала себе си што е тоа. Сега сум кариерен советник, па знам и како тоа се прави. Но постојано би гледала да ги надополнувам оваа горната линија со дополнителни курсеви знаења, практиканство, волонтирање, правење хобија, учество во невладини организации, младински организации, што и да е, сето тоа е неверојатно корисно во кариера. Апсолутно, и никако кога ќе отидеш кај работодавецот, веројатно веднаш можеш да комуницираш на друго ниво едно. Кажи ми, дали си видела никогаш лошо интервјуирање? Пример, некој друг да го прави, дали бил директор во одредена компанија, или некој да ти кажал искуство од лошо интервју. Што е добро интервју, а што е лошо интервју? Кои се некои моменти на кои што треба да се внимава? Затоа што, не знам, јас секогаш ми е пример Майкл од The Office, не знам дали си ја гледала серијата, значи комплетно е некоректен на секој основа, а кога некој прв пат го гледа човекот, тоа е чудно. Така што, можеш ли да ми дадеш пример за лошо интервју? Да, има многу. Сега не сакам да влегуваме во стручниве димензии на добро и лошо интервју. Не, баш онака човечки. Ама еве, ова не го правете. Најчовечки и препорака топла за сите што се наоѓаат во ситуација да бираат луѓе за работа, а тоа не се само HR. Секогаш на добро интервју секогаш мора да стои најмалку уште еден, не, тука hiring менеџер го викаме, тој кој што ќе биде надреден или тиммейт на позицијата. Воопштено, лош пристап во интервју е кога се обидувате во интервјуто да најдете што кандидатот не знае или не може. Во што е лош. Како на тесто, на кога ќе ти измешаат задачата. И јас ако симулираме лошо интервју, јас можам од најврвниот професионалец да ти направам засрамен човек што ќе излезе несреќен од интервјуто. Да. На секој човек можам да му најдам мана, и можам точно да копам со прашањата таму каде што знам дека е слаб. И многу голем број луѓе за жал на интервју прават таа грешка. Обратно, треба да го бараме тоа што е вредно, тоа што најдобро го може и го знае, бидејќи ние луѓето не ги земаме како комплет. Нас ни требаат од нив некои одредени карактеристики кои ќе ги надградуваме за да можеме да ги вклопиме во тимот. А имало онакви прашања од типот па ти си млада, дали имаш дечко, ти си млад, кога планираш да почнеш семејство и оние што се малце веројатно може да бидат интересни за работодавецот како информација во поглед
нели да си го планира работниот тек на вработениот, ама апсолутно не треба да се постават како прашања и дополнително не може ни да се предвидат секогаш. Веќе не се поставуваат, веќе има Не. стандарди за тоа поодамна, ама сега ако некој ги поставува, птена се. Сега, Треба му стварно не кажеме треба. дека не треба, Апсолутно. дека не треба. Иако не е тоа крај на светот, цяло, малце Не. провокативно ќе звучи, не е крај на светот. Знаеш, некогаш ние се обидуваме на интервјуи на лично ниво да се поврземе другарски, да направиме разговор, да го опуштиме некого, па и сега во последно време мора многу да внимаваме до кај ќе оди тој муабет, што некаде таа граница може малце да е резка, да речам, но не смее да се поставуваат такви прашања. Особено не мислам дека од директор онака некако ќе дојде авторитет. Може би е подруго HR-от да го направи на лична основа ако е разговорот, нели ако не влијае на одлуката, на бајасот. Не, никако на другиот менаџер, освен на HR-от, па никако не му припаѓа тоа прашање. Ако веќе некој треба да отвори тема за не знам, локација, некогаш е битно, локација на живење, дали семејство треба да се релоцира, ако те некогаш мора да се постави некој такво прашање. Ако да, никако hiring менеджер, тоа само HR, треба многу внимателно и по стандард да ги разговарате. Никаков hiring менеджер. Да, тој директорот што седи, тој не. Сега, не знам како е за други луѓе, но верувам дека за младите е многу битна мобилноста во рамки на фирмата, меѓутоа се повеќе гледаме и на мобилност помеѓу компании како форма на напредување. Нели, да отидам од оваа компанија на повисока позиција со повисока плата во друга и слично, но постојат и во компаниите. Може ли да ми кажеш малку за тоа движење на работниците, како изгледа и кој е некој нов пристап за да се задржат оние кои што сакаат мобилност или пак да се подготвиме дека едноставно во даден момент вработениот ќе реши да си оди и ние ќе треба онбординг на нов да правиме. Сите сакаат мобилност и веројатно од секогаш ја сакале, само немале таква свест и став кон кариерните избори како што имаат сега поновиве генерации. Еволуцијски имаме пораснато и не е само младите дека сакаат да менуваат работни места. Тоа by the way, тоа што е добро за Gen Z е добро за сите вработени, тоа што го бараат Gen Z и сега алфа што ни доаѓаат следниве е добро за сите нас. Само не освестуваат. Апсолутно да, само ќе ни истразат прашината од лошите организацијски култури. Тоа е тоа што ќе добиеме од младите, инаку ништо ни посебно не бараат различно или не да Боже полошо или помалку да знаат што треба да се прави на работа, напротив, помудри се од нас, имаат многу појасен став кон работата и многу посвесно бараат работи околу мобилноста. Сега сме само посвесно правиме кариерни избори, похрабри сме да бараме сигурност и на друго место. Најпрви работата е многу подостапна сега за луѓето отколку што било претходно. И да се најде е многу полесно, мислам. И не е престрашно да се менуваат работни места, ако е тоа пречесто, тогаш треба да се гледа каде е причината. Не е баш сега дека на 6 месеци треба да се шетате од компанија во компанија, ниту за индивидуата, ниту за процесите е добра таква брза. Меѓутоа, после 3-5 години, луѓето се менуваат, процесите се менуваат и природно е се направи некоја промена. Ако нема капацитет компанијата внатре да направи промена за тебе, за да ти направи нова ситуација, да ти даде повеќе одговорност, да те направи да се чувствуваш уште по-спремен, тогаш луѓето бараат опции надвор. Не само заради поголема плата и да, некогаш титула. и заради предизвик. Да. И сега како би изгледала таква една мобилност во мала компанија? Нов проект или затоа што ајде големите компании знаеме треба да се напредува, има 10 сектори, може да се објави или интерен повик за вработените на компанијата, каде што тие ќе можат да кажеме од HR да аплицираат за PR позиција или некој кој што ги спојува двете, па ќе им биде таков тип на промена. Што правиме со малите компании, кои што да кажеме имаат десетина вработени, сакаат да најдат начин да ги задржат вработените, како тие да им го дадат чувството на мобилност внатре? Многу е поголем предизвикот за тој кариерен развој, таа мобилност, да речеме. Некакво напредување, повеќе опции. Секако дека тенденција на компанијата е што подолго да задржи вработен, што е вреден за организацијата. Меѓутоа, тука не е крај на светот во малите компании.
Значи, има тука опции. Треба да се разгледаат многу различни опции, само некој треба да се позанимава малку со темава. Например, ако вработениот созрел до степен кога му треба промена на поголема одговорност, друга позиција и така натаму, најпрвен да земеме предвид дека и организацијата која е мала, најверојатно растела заедно со вработениот, па ако растела заедно со вработениот, веројатно и покомплексни процеси и повисоки одговорности се потребни во организацијата и тогаш да му се ремоделира согласно тоа работното место, да му се дадат подобар статус, позиција, плата и така натаму што и да е. Но ако тоа не е возможно, често и не е, тогаш може да се редизајнира неговото работно место на начин кој ќе му возможи да си го докомплетира кариерниот статус. Сега, ова се нови некои, малце, да речам, не многу традиционални концепти. Може, например, да му се скрати работното време, за да му се остави простор да прави нешто друго со собственото време, може би, не знам, предприемачка кариера да развива паралелно, да не го изгубиме, се уште да биде во контакт со нашата компанија, но тој да може да си ја комплетира сликата за себе си, својот кариерен статус или на друго работно место, или во собствен бизнис, или со фриленсерска работа. Да прави комбинации, да не го изгубиме комплетно, а неговата ситуација да се подобри, тој да си ја комплетира кариерната слика. Интересно е ова. Кажи ми, кога склопуваш тим, зашто не е само да се вработи човек, кога се склопува еден тим, какви профили на луѓе треба да има еден тим за да функционира? Какви карактери на луѓе се потребни во еден тим за да тој може да биде функционален? Наједноставниот одговор, ќе го кажам, веројатно ќе изнервирам некои колеги мои. Различни. Добра. Различни треба да се луѓето за да функционира тимот. Наспроти некои стереотипи дека тие мора да се исти. Cultural fit, дека мора исто да размислуваат, исто да се однесуваат слични профили, да се и така натаму. Кога се да се степаат на крајот од денот. Динамиката на работата, суштината на социјалното општење, па и во светот на работата е во различноста. Да, посебно во ова ново време каде што ти треба малку да го видиш проблемот од различни страни. Млади, стари, екстроверти, интроверт, во секој тим сите карактеристики различни на луѓето се корисни за да се направи една нормално функционална целина. Се додека е тоа функционално како целина. Треба ли да има некој што ќе дига атмосферата кога ќе падне? Нели у нас секогаш се вика како беше персоналити или некој што е вработен за тоа што е позитивен. Да. Не вистински, меѓутоа треба ли да има некој кој што нели кога ќе паднат со мотивација луѓето, тука ќе ајде дечки можеме вака така песна ќе пушти нешто. Има вистински. Сега ти ова го опиша по дефиниција, има една најдебелите книги во HR, организацијско однесување се викаат, organizational behavior. Кај се фатев јас? И во организацијско однесување има еден концепт, се вика организацијско граѓанско однесување, organizational citizenship behavior. И тоа го опишува токму ова сати што го кажа по дефиниција. И ова не се нови трендови во социјализмот, имало психолози. Ова е измислено од 60-тите години. Organizational citizenship behavior е кога токму ова. Кога луѓето прават позитивно и добро за другите, произведуваат вредност надвор од работните обврски. Ајде пиеме кафе и дечки идеме на after work, пушта музика, вари кафе за сите, носи дома што сготвил рецептата за да пробаат и така натаму. Луѓето што прават, што ќе волонтира да ти помогне, да те однесе до некаде. Тие се луѓе со висок степен на ОГО, на организацијско граѓанско однесување, и тие понекогаш не провали и ова, понекогаш ние во организациите ги задржуваме најмногу заради тоа. Иако можеби не баш за нивната работа. Не се можеби најдобри перформери на работа, но имаат висок степен на организацијско граѓанско однесување и ја лепат организацијата. Социјалниот лепак го прават, што е исклучително важно во тим. Интересно е ова, само не можат сите да бидат онакво personality hire, пошто сите веруваат за себе дека се страшно интересни. Ова сепак баре многу голем влог емотивен на тој човек кон другите вработени. Кажи ми, што е онака по дефиниција супер работник што го бараат компаниите, затоа што сите постојано бараат супер кадар, одличен кадар, врвен кадар. A-players сум го слушнала исто така и слично. High potential. Со висок потенцијал, да.
Не постои high performer и не постои врвен професионалец. Луѓето имаат ups and downs и потенцијалот и перформансите на човекот зависат од контекстот меѓу другото. Успехот на едно работно место е ко-креација помеѓу условите кои му се дадени на човекот и тоа што тој го носи на работа. Така што и луѓето не се константно супер, зависи, се менуваат условите, се менува и човекот, ние секој ден стануваме како различен човек, сме научиле, нешто сме искусиле и така натаму, нешто ни се менува, така што ова не е некоја категорија која е фиксна и за секогаш. Ама во одреден контекст треба се погоди. Кога се погодува добро условите ова што човекот го носи, тогаш доаѓаме до некој висок перформанс, плеер правиме, односно вадиме резултати на работа. И сега треба, за жал, многу менаџери кога бараат да им се вработи плеер, уствари бараат некој што ќе ги слуша најмногу нив, што ќе прави они како што мислат. И не се свесни дека плеер, дека за да направат, дека може да направат плеер од било кој човек во суштина, ако добро работат со него, ако му дадат добри услови и така натаму. Комплексен е пак овој браков меѓу организацијата и вработениот. Само без одредени работи, значи кога збориме брак, збориме за ние сме тука фамилија како пријателска работа. Да, многу слично. Да, без одредени работи, ама многу слично, да. Сега сакам да те прашам за тоа што е потребно во однос на она доживотно учење. Дали се уште важи и функционира тоа што ние го имаме во нашиот образовен систем, дека јас го учам овој предмет, добивам 5 и тоа е тоа, после почнувам да учам нешто друго. Додека кога ќе дојдеме на работното место, малку е поразлично. Дури ние да сме работеле, не знам, графички дизајнер во 70-тите, и денеска тоа комплетно различно изгледа. Што е како изгледа тој процес на континуирано учење? Најдобро може да се објасни ова континуирано учење преку теоријата за вредност на вештините. Има една теорија која вели она што го знаеш денес за X време ќе биде половина вредно на пазарот на труд. Светски економски форум прави метрика нова и тие во нивните извештаи велат дека овој half-life of competencies, така се вика оваа метрика, половина вредност од вредноста на вештината. Времето за кое што се намалувала вредноста на една вештина на половина во 70-80 години од минатиот век било 30 години. А сега? Денес последните извештаи велат 3 до 4 години, а за техничките компетенции до 18 месеци се спушта. Што значи ние малтене на година и пол до 3-4 треба нешто ново да научиме. Апсолутно. Ова што го знаеме денес, за 3 години од денес ќе биде половина вредно и за таа другата половина мора да научам нешто друго. Што е тоа ти што би го научила ново, лично? Кои се тие вештини кои што ти би сакала за себе да ги научиш? Јас веројатно како пола Македонија учам AI, така на work сум записана, се мачам да се разберам. Во 26-та оваа година многу би сакала да успеам самостојно да научам да правам AI агенти кои што ќе ми помогнат мене во мојата работа и ќе ми помогнат на компаниите со кои работам. Ама само да ги направам, да не мора да чекаме некој од IT. Дојдовме до време кога нема да мораме да чекаме некој од IT да дојде да ни помогне. Оти ние во HR за гревата стално моравме да чекаме некој од IT да дојде да ни помогне. Мислам дека помина тоа време. И сега сакам да научам сама. Да, многу работи можеме сега сами да си направиме, не само IT, во ред други алатки користејќи, можеме многу работи сами да си направиме. Меѓутоа, колку гледаш меч на тоа што го даваат факултетите во однос на, например, тоа што го бара компанијата? И кои се од ние работи кај што може да се спојат компаниите и факултетите? Слушнавме, имавме тука и гостин дека се прават веќе напори во голем делеве на економски факултет конкретно, меѓутоа и на други факултети, јас лично Финки од секогаш ги прави тие напори да се спојат компаниите и студентите. Како ти гледаш, што е она што му фали на студентот кога ќе заврши факултет за да влезе на работно место добро?
Многу работи, јас оваа тема се занимавам, работев со интензивно со кариерниот центар на Кирил и Методи универзитетот, изработувавме стратегија за кариерниот центар заедно. Најпрво му фалат неколку работи. Во тек на образованието фали практичната ориентација на образованието од секоја единица што ја учиме, да може студентот, младиот човек да види корелат во реалноста, како тоа изгледа, поврзаност со стопанството, што почест контакт со компании, со работни контексти надвор од образование. За жал премалку секај во нашето образование. Скоро не постои, премалку. Постои некаква, не знам, некој спомна, пред некој ден гледав на телевизија феријална пракса. Мислам, тоа е смешно малку. Ние всушност постојано мораме да го отвараме образованието кон стопанството. Тоа е во рамки на образованието и дополнителни услуги. Како, например, кариерни центри. За жал, кај нас кариерното советување се уште не е инкорпорирано во образовниот систем. Иако постојано се зборува дека тоа ќе се направи или се прави во ваква форма, во таква, меѓутоа реално не е како што треба внесено во образовниот систем. Постои дури и во основно, во средно, понатаму на факултет треба да постои, меѓутоа еве и во кариерното советување и во вештините што ни се потребни, наши пријатели предложуваат да се направи своевидна обсерваторија на вештини или место каде што врз база на одредени економетриски параметри за предвидување, условно кажано, на еднината, ќе може да се предпостави кои вештини ќе бидат потребни за тие да им ги дадеме на младите. И тоа да биде дел од научната дејност на самите факултети, меѓутоа и сервис за студентите. Мислиш ли дека нешто вакво може да помогне и што би требало според тебе тука да се вклопи како такво? Апсолутно да, предпоставам дека таа обсерваторија стручните вештини би ги истражувала, бидејќи за другите вештини преносливи ги викаме transferable skills или вештини за вработливост, кои што се општи, како што се решавање проблеми, донесување одлуки, соработка и така натаму, тие секако знаеме кои ќе од прилика знаеме кои ќе требаат, за тоа не ни треба обсерваторија, ама ни треба за стручните вештини кои ќе истражува специфично што е тоа во кои насоки ќе оди македонскава економија, за да може што побрзо образованието, бидејќи образованието по природа каска позади потребите, секаде, но кај нас тој геп временски е веројатно многу долг, за да го скрати тој геп, што побрзо и што поскоро да заедно да правиме, и обратно трансферот на технологии од стопанството во образованието е другата насока во улицата. Таму исто треба да имаме повеќе, да сме образовниот систем да е повеќе отворен да прифаќа технологии и сознанија од компаниите за да ги инкорпорира во образовниот процес. Ова е интересно, ама зошто да не и човечките вештини? Јас мислам дека, барем во моето искуство, кога ќе се ангажира некој од факултет или од курс, најчесто не достигаат тие работи кои што се врзани со работата како работа, не врзано што работите, на која позиција сте, туку некоја работна етика и слично. И тоа би можело да се вклучи ако предвидат економистите дека тоа најмногу ќе се цени со оглед на тоа што сите овие наши други вештини за 3-4 години нема да важат. Нема подобар начин да се стекне работна етика, став кон работата и една цела низа други вештини за вработливост, отколку преку практични проекти и поврзаност со стопанството. Теоретски вие не можете никого да направите добар работник. Мора да види практичен контекст. Да, ама не значи дека на факултетот тоа не може да го направи. Со проекти, со проекти, со практична работа во образовен контекст, во контролирани услови, практична работа надвор, во реален контекст, во компании и така натаму, постојано порозна да биде таа границата помеѓу образованието и светот на работата. Бидејќи во моментов имам впечаток дека младите луѓе кои ќе завршат со образование се прават некои велелепни дипломски и матурски како да се пробива звучен зид. И готово заврши. Веројатно така и го чувствуваат. Тој многу нагло го правиме тој премин. Мене ми е криво што сега веројатно ќе го решат ова дополнителна работа за студенти, па средношколците за жал не ги вклучија. Што повеќе луѓето треба да работат и да постојано да бидат учењето и работата се испреплетуваат низ цел живот. Така нема потреба времето кое го поминуваме во студии да го сметаме за изолирано од светот на работата. Погрешно е тоа. Така.
Кои 3 вештини мислиш дека се најпотребни во моментов на пазарот на труд? Ако се земат сите работни позиции со кои што ти си се сретнала нормално, за другите не можам да те прашам, ама многу се. Критичко размислување, особено во контекст на работа со машина, со вештачка интелигенција, да се одредува точно од неточно. Точно од неточно, битно од небитно, етичко од неетичко. Тоа, според мене, таа карактеристика, таа трансферабл компетенција на луѓето ќе станува се побитна. Че критичко размислување број 1. Да, дигиталните вештини да не ги заборавиме во секој контекст, за секој индивидуалец. И социјалните вештини, интерперсоналните вештини. Како комуникацијски? Да, една од интерперсоналните, напредни комуникацијски вештини, емпатија, соработка и така натаму. Се повеќе и повеќе. Супер. Хуманата димензија. Мислиш ли дека како целиот пазар дека ќе се смени во однос на има најразлични предвидувања дали ќе се скрати работното време, дали ќе има универзален доход, дали што ќе се случува во идните години 15-20 каде што многу работни позиции во обем ќе се заменат. Како ти гледаш на едно општество каде што, да кажеме, дел од нашата работа едноставно е заменета од роботите кои што ја прават попрецизно, да кажем? Јас, ако се гледам ентузијастички, да, нема да кажам дека сум уплашена, ама ја гледам и светлата точка на крајот од тунелот. Мислам дека тоа општество тој свет на работата ќе биде попродуктивен, затоа што верувам дека машините прво ги напаѓаат деловите од работата, оперативните активности кои ги правиме ние во светот на работата, кои не носат вредност за другите и може тие први може да се автоматизираат или да се избришат. Носат финансиска вредност за тие кои што во моментов ги прават. Тука прашувам како дали имаш нешто, бидејќи гледам дека ги следиш и светските форуми и сето она што се случува во твојата област, како мислиш дека работата ќе се менува во иднина? Токму тоа, мислам дека ќе стане попродуктивна на сите работни места, затоа што вештачката интелигенција и други технологии, кои знаеш што ќе биде за 3 години, веројатно за нешто друго ќе зборуваме, нема биде AI, ќе ни помогнат да ги забрзаме и да ги направиме поефикасни некои процеси и да бидеме попродуктивни, ќе исклучат некои непродуктивни операции. Нашиот свет на работата е обременет со 1 тон непотребни операции кои што се вршат. Посебно во Македонија имаме метрика, значи продуктивноста пер капита во Македонија е под 50% од просекот во Европска унија. Значи ние еден вработен на работа не е дека не работиме, ние имаме исто работно време, сите идеме на работа, сите се трудиме, но правиме операции кои не даваат вредност. Можеме да се бајле да ти редам колку операции се прават, се сметаат за сосема нормални, се апсолутно не неопходни. Никому не му прават добро, туку само за шефот да ги види или не знам. Тоа како да го исчистиме? Најголемиот јадач на продуктивноста. Токму тоа ми беше поентата. Јас мислам дека вештачкава интелигенција ќе ни помогне да ги детектираме и да ги избришеме тие операции. И верувам дека длабоко ќе ни помогне во продуктивноста. Добро. Супер, до сега ми звучи, меѓутоа дали имаш нешто како би завршила, влеговме во нова година, што мислиш дека оваа година како работници ќе ни смени, ќе ни направи како компании кои што постојано бараат квалитетна работна сила, како мислиш дека ќе изгледа работата во 2026? Од почеток до крај, ако можеш да замислиш. Јас знам дека нема да биде ништо многу драстично различно од она што сме го виделе, бидејќи доволно знам дека во работата кога луѓе се засегнати не може ништо драстично брзо да се менува, значи полека ќе има, претпоставам дека ќе има некои модификации. И јас длабоко верувам дека ќе го фатиме бранот на индустријска револуција 5.0 и се уште сум ентузијаст дека ќе успееме ние како мала економија и како
лимитирано општество мало, да искористиме некоја предност на нашата маленкост и да направиме некој breakthrough со AI. Верувам дека младите луѓе, ако им дадеме доволно простор, и тоа како ќе не однесат напред. И еве, очекувам до крајот на оваа година да видам многу успешни бизниси во кои млади луѓе ќе гледаме како со вештачка интелигенција и со нови технологии не однеле на некои светски сцени. И јас се надевам на тоа, посебно во Македонија, каде што ресурсите се секогаш премали за било што да се направи. Мислам дека барем во таа насока ќе ни даде една предност да направиме повеќе со бројот на луѓе едноставно што го имаме. Фала ти многу за овој муабет и се гледаме повторно некогаш кога пак ќе сакаме да зборуваме за работниците, за вработувањето и за сето она што значи кариерен развој и компаниски развој. Многу ти благодарам за поканата. Ми беше задоволство. Супер.